вторникот можеше да се почувствува земјотрес во земјава, најмногу во Тетово и Скопје. Станува збор за земјотрес чиј епицентар беше во Косово со јачина од 4,6 степени по Рихтеровата скала. Во однос на овој земјотрес, професорот Ивица Милевски од Природно-математичкиот факултет објави на социјалните мрежи дека нема простор за паника и дека станува збор за природен феномен. Ово утро е заедно со нас да поразговараме токму на оваа тема. Да му посакаме добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Професоре, во самиот Facebook статус напоменавте шар планина се извишува, нема никаков простор за паника и страв. Што значи тоа во геолошка смисла? Во геолошка смисла значи дека овој простор е тектонски активен. Значи, од време на време се јавуваат земјотреси, но тоа се релативно послаби земјотреси, со кои што дел од планината, поточно северниот дел во овој настан, се извиши некаде според нашите проценки за некои си 10-12 мм, што е релативно мала вредност, но сепак станува збор за поместување, одеднаш поместување, исто така и странично поместување кон источната страна, и всушност тоа е резултат на тој активен расет и на земјотресот што се случи. Значи, ние сметаме дека во природна смисла земјотресите се можне корисни ако представуваат на некој начин страв за луѓето и така натаму, понекогаш и катастрофи предизвикуваат, но всушност покажуваат дека земјината кора е активна и дека нешто се случува со планините, со околните котлини и така натаму и така натаму. Кажете ми генерално колку овој регион е сизмички активен? Како што рековме, овој регион има активност, но таа е умерена до слаба. Значи, вообичаени се земјотреси, имаше претходно земјотреси со јачина од 2, 3, 4 максимум некаде магнитуда, но историски забележени земјотреси се некаде и до 5,5-6 магнитуда, но многу ретки се тие. Значи, еднаш на 200-300 години може да се случат земјотреси со магнитуда од 5,5-6. Така да нема простор за паника, бидејќи посебно од аспект што веќе се случија неколку послаби земјотреси, значи таа енергија заедно со оној што беше претходниот ден, значи заедно со тој земјотрес веќе растеретена енергијата и нема потреба за страв или паника дека повторно нешто ќе се случи, барем не во наредните неколку години. Дали можеме да очекуваме послаб земјотрес, бидејќи граѓаните стравуваат колку и да велиме дека не треба да се шири паниката? Значи има тие така наречени постземјотреси или авторшокови, веќе се случија 10 на 15, можеби и повеќе, но тие се многу послаби и едва и чувствителни најголем дел од нив, така да нема никаква потреба за страв или паника. Веројатно во текот на наредните 5, 6, 7 дена таа активност сосема ќе се намали и нема да има некои чувствителни земјотреси во можеби наредните 2, 3, 4 години од тоа сеизмичко подршје. Можеби ќе има од друго по потекло, не знам, од вообичаено од разни делови на Косово или разни делови на Македонија и Албанија, но од тоа локално сеизмичко подршје не би требало да се очекува нешто посилно, велам, барем во наредните 2, 3, 4 години. Кога го објавивте Facebook статусот дека е природен феномен, дека не треба да стравуваме, какви реакции добивте? Можеби од вашите студенти, дали имаше некои прашања? Така. Имаше прашања и навистина логични прашања, значи дека како на кој период се случуваат такви движења, поместување и така натаму, но имаше навистина и малку нелогични реакции поради веројатно незнаење дека не е можно планината да се поместува и така натаму, но тоа е нормален геолошки процес. Всушност, шар планина пред неколку милиони години била сосема зарамнета, ниска планина. Сега е со таа височина што има и ќе продолжи да се формира, да се издигнува не само шар планина, него речиси сите планини во Македонија, па и на Балканот, значи се во активна фаза на формирање, на издигање, на спуштање на околните котлини и басени, така да, велам, тоа ќе продолжи и во наредните милиони години. Поента е што во некој претходен период тоа било многу поинтензивно, денес таа активност постепено се смирува и се пренесува кон подрачјето на Грција, Јужна Грција и така натаму. Значи, таков е процесот, значи сега најактивни движења има фактички во
подрачјето на Јужна Грција, во некои делови има и појава на вулкански ерупции, а тие биле порано активни во Македонија, во подрачјето на Македонија до пред милиони и по 2 милиони години, така да има таа геологија, геотектоника си има своја некоја динамика. Професоре, доколку немате дополнителни пораки до нашите гледачи, ќе ви се заблагодарам што имавме можност да говориме на оваа актуелна тема. Јас само би порачал да бидат граѓаните смирени, значи она што денес се гради, начинот на кој што се гради е многу потврсто, армирано, повеќе со бетон и така натаму, не е како што било пред 50, 60, 70 години, така да велам дури и земјотрес со 5, 5,5, па може би и 6 магнитуда од 6 степени, 6 степени по Рихтер, значи не би требало да предизвика некои големи последици, така да нема никаква причина за страв, паника и така натаму. Благодарам многу уште. Благодарам и на вас. Говоревме на една актуелна тема, верувам дека беше убаво да се слушнат овие информации, верувам дека гледачите остана докрај со нас да слушнат нешто повеќе за земјотресот кој што можеше да се почувствува во земјава, најмногу во Скопје и Тетово, како што напоменав и во самата најава во вторникот. Се гледаме повторно некаде околу 9 часот и 40 минути со нова тема токму на лице место.